На скопските улици скопскиот маратон, за тоа ќе зборуваме во третиот час од Индиректно. Претходно ја вклучуваме во живо Катерина Павлова Николовска од Будимпешта. Ракометниот спектакл Вардар против Гер се случува за половина час. Букурешт го освои третото место во малото финале во борбата за бронзениот медал. Го совлада тимот на Будучност со 26-20. Сите случувања ги пренесува Катерина Павлова Николовска. Нов поздрав овде през центарот во Ласло Папа арената, каде што се одржува F4 турнирот во ракометната лига на шампионките. Некаде сме на половина час до главниот настан, а тоа е битката за титулата во која македонските шампионки, ракометарките на Вардар против Гер во дебитантското финале за црвено-црниот тим во елитното надпреварување ќе се борат за титулата. Традицијата и историјата се можеби на страната на Гер, затоа што оваа екипа со повеќекратни учества во Лигата на шампионките, со веќе 2 освоени титули, со 3 предучества во финалните надпревари, со многу бројни полуфиналиња, што значи далеку поголема традиција има Гер во однос на Вардар во учествата на завршниците на Лигата на шампионките. Меѓутоа сме виделе и во претходните изданија на сезоните на Лигата на шампионките дека тоа не мора ништо да значи. Тоа се потврди и во минатата сезона кога Букурешт го победи Гер во финалето. Нашите ракометарки вчера го направија оној историски исчекор конечно во четвртата сезона од настапите на F4 турнирот во Будимпешта да обезбедат место во финалето. Сега пред нив се 60 можеби и повеќе минути кои би можеле да им ја донесат титулата во елитното ракометно надпреварување. Она што беше претходница, Златко ти веќе и спомена, беше пресметката за третата позиција, односно третото место кое во претходните 3 сезони константно му припаѓаше на нашиот Вардар, сега му припаѓа на Букурешт, екипата која беше детронизирана, односно со вчерашниот пораз од Вардар во полуфиналето ја заврши одбраната на титулата. Букурешт успеа некако да се извлече, да не биде најголемиот губитник на овој турнир, со тоа што успеа да слави над Будучност во надпреварот за третото место, односно за бронзата на овој F4 турнир. Будучност втора година поред е екипата која овој турнир го завршува со 2 пораза и во минатата сезона Будучност, како и во оваа сезона поразен во полуфиналето, потоа поразен и во битката за третото место. На нешто околу половина час сме до стартот на финалето во кој нашиот Вардар ќе се бори против Гер за титулата во ракометната лига на шампионките. Прво историско финале за нашиот тим, 15 години по освоената титула на Кометал Ѓорче Петров, исто така во Лигата на шампионките, тогаш во малку поинаков формат, но еве Вардар по деценија и пол има можност да го повтори тој историски успех на тогашниот женски првак на Македонија. Златко, ако има некои прашања, повелете. Кометал Ѓорче Петров славеше таа 2002 година против унгарски противник, против Ференцварош. Сега Вардар има шанса против унгарски тим на негова почва да ја слави првата своја титула во четвртото европско финале. Навивајте, имаме право 17:45 Вардар против Гер во Будимпешта, финале во Лигата на шампионите. Кате ти благодариме, те очекуваме повторно во живо во информативните изданија на телевизија Нова. Го видовте и погодокот на Работнички против Силекс на гостувањето во Кратово, 32 коло во македонската прва фудбалска лига, дуел за Лига Европа, многу значаен дуел во Кратово. Сега се фокусираме на разговорот со главните луѓе денеска во градот и во државата. Кире Синадиновски, директор на Визер Скопски маратон и освојувачот на полумаратонската трка 21 километар и во Белград, сега и во Скопје. Дарио Ивановски, ви благодарам што дојдовте во студиото на телевизија Нова. Ви благодариме на поканата. Јас не успеав да се соземам се уште од 5 километри, 33-33. Го следев Саша Чирич до Влада пешки, имаше операција на коленото, инаку ќе бев под 30. Како успеваш да стоиш на нозе после 21 километар истрчани за 1 час и 13 минути? Помалце. 1 час и 10 минути ми е најдоброто време во Белград, а сега истрчав 1:11:27. Па, како што кажав, тренизи и
напорни тренинзи, се тоа е тоа. Доаѓа се подобро и не се осеќа. Дарио стана главна звезда во медиумите благодарение на маратонот во Белград и посебно сега во Скопје. Веројатно е убаво задоволство и кај вас кои што се занимавате со маратон. Секако јас бев присутен и во Белград кога Дарио победи на полумаратонската трка и не радува што вакви млади деца таленти се појавуваат кај на себе. Веќе Скопскиот маратон традиционално се одржува 11 години поред, иначе ова беше 13-то издание. И значи со тек на време успеавме да привлечеме доста луѓе што сакаат да трчаат и еве полека излегуваат и некои талентирани атлетичари кои што почна еве и да победуваат и надвор од Македонија, што мислам дека за атлетиката и за спортот воопшто е добро за Македонија. Честитки за безпрекорната организација. Ви благодарам, стварно мислам дека денеска и јас почувствував дека денеска имавме одлична организација, најдобра до сега. Не дека сакам да се пофалам, но тоа го кажуваат сите и оние гости што ги имаме од цел свет на Визарскопскиот маратон. Сестрите близначки кои што не беа промоторки, сестрите Луико од Естонија и нивниот тренер стварно искажа големи комплименти. Значи они го имаат свртано цел свет, штом добиваме од нив комплименти, значи стварно сме завршиле денеска добра работа. Значи, годинешниот Скопски маратон ги исполни очекувањата генерално, над 8500 учесници. Ево инсертиот. И 50, така, имаме инсерти, 51 земја. Имаме инсерти, моментално ги гледаме. Започнавте со 800, а дојдовте до бројка од над 8500 учесници за овие изминати години. Беше ли тежок патот да се изоди од организацијска смисла? Па секако дека е тежок патот, бидејќи маратонот е настан кој што треба долгорочно планирање и организирање. Значи не е тоа трка која што можете да направите за еден месец или за помалце. Така да со тек на годините и ние како организатори учевме доста работи, имаме добри контакти веќе остварено со многу маратони од Европа и пошироко. Членови сме на организацијата на меѓународни маратони, често одиме на тие конгреси, семинари, така да собираме искуство. Тоа искуство го пренесуваме тука и секогаш воведуваме некои новини и новитети. Така да веќе стварно станавме еден тим, значи позади ова стои еден огромен тим. Јас би се заблагодарил на сите во организацијата, на сите волонтери, на сите оние институции, јавни предпријатија на градот Скопје, кои што помагаат да сето ова денеска изгледаше како што изгледаше на скопските улици. Дождот не ви пречеше? Дарио, воопшто? Добро, ти него не фати, не ни фати дождот, да, затоа што ти трчаш побрзо. Но сепак ние сакаме повише сакаме ние да има дожд, малку не лади, не ни треба многу вода да си имаме. Ајде, кажи ми малку околу техниките за правилно трчање. Опиши ни ги, кои се техниките за правилно трчање? Дали за еден маратонец е битно едноставно да знае кога треба да се забрза трчањето, односно која е таа оптимална брзина во текот на трчањето и како се развива таа? Така, значи секој појак тркач знае уште пред трката кој темпо планира да годи, кој ритм на трката сака да трча и по тоа ја следи трката, се следи самиот себе и како ќе ја трча цела трка. А што е со водата? Ева, колку е препорачлива вода да се пие и дали има некои си правила во однос на пиењето на вода? Дали маратонците по дефолт мора да пијат вода и тогаш кога не се жедни? Така, нема правила. Пред се, како и мојот тренер што ми кажува, една недела пред трката повеќе вода да се пие, а за време на трката, буквално како те тера, но помали голтки и така. Почесто во помали голтки? Да, почесто во помали голтки. Според прогнозите, според очекувањата твои беше денешната трка? Па не баш, искрено сакав да одам испод 1 час и 10 минути, но сепак временските услови и бидејќи бев сам на трката, не ми дозволија и истрчав малку послабо, но се задоволувам бидејќи сум
првак на Скопскиот полумаратон. На кој начин ти го доживуваше обкружувањето околу патеката? Имаше многу луѓе кои што ви даваа поддршка, имаше дури музички групи кои што ја разбиваа монотонијата на вас тркачите кои што бевте на асфалтот. Чувството е прекрасно, уживав од првиот километар до последниот километар. Убаво беше чувството и во Белград, но пред своја публика, пред родителите, пред фамилијата, чувството е прекрасно да се победи на ваков премасивен настан. Речи си сите учесници на денешниот маратон упатија честитки до организаторот и велат дека секоја година Скопје прераснува во навистина убав настан. Создадовте прекрасна приказна која што трае 11 години во низа и сега знаете дека ја кревате летвичката и дека за следната година очекувањата се и многу поголеми. Секако, значи, ние сме свесни за тоа дека мораме барем да бидеме на истото ниво, но и ниво повисоко, затоа што доколку не правите промени, доколку не одите напред, ќе станете монотони. Има огромна конкуренција во светот на маратонското трчање. Малтене секој главен град има маратон, секој помало место има маратонска трка. Така да ние мораме да ги следиме сите тие трендови. Па дури да биде предизвик за големите маратонски имиња во светот на атлетиката. Затоа што и времињата се релативно добри. 2:12 е рекордот. Да, релативно добри, но имаме ние и одлична патека. Значи, еве и денеска од сестрите Луик добивме комплимент за патеката, дека е многу рамна. Само ќе кажам дека они денеска правеа лесен тренинг. Значи, може да подразберете, да сватите ако они трчале да се надпреваруваат со некоја посилна конкуренција, ќе направиле многу подобри резултати. Така да сите кажуваат дека Скопската патека е доста рамна, за да привлечеме поквалитетни имиња, секако потребни се поголеми финансии, поголеми награди, за да ги привлечеме сите оние квалитетни тркачи од светот на маратонското трчање. Се надевам дека во годините кои што ќе следуваат ќе имаме поголема поддршка и од институциите, и од спонзорите, и дека ќе одиме само напред. Па дури учесниците во сообраќајот на никој, со ретки исклучоци, не му се лутеа затоа што дел од улиците во Скопје беа затворени. И свеста кај нас, кај граѓаните е зголемена кога е во прашање Скопскиот маратон. Па секој учесник на маратонот има сигурно некој од семејството, од пријателите, кој што излегува на улица да го бодри, така да како што се зголемува бројот на учесници, така ќе се зголемува и бројот на публика и мислам дека полека свеста се минува кај луѓето. Многу луѓе почнуваат случајно да трчат, па потоа се заљубеници во трчањето. Ние оваа пролето, почнувајќи од месец февруари, имавме една кампања Тркач на неделата, секоја недела објавувавме некоја приказна за луѓе кои што случајно почнале да трчат или биле мотивирани од некој настан, од некој човек. Тоа на крајот на краиштата го потврдува и зголемениот број на учесниците на полумаратонската трка, 21 км во однос на лани. Да, значи полумаратонската трка рапидно се зголемува бројот, за разлика од маратонот, каде што морам да кажам дека тука сме малце поспори во зголемување на бројката, бидејќи сепак е тешка дисциплина, но сите тие тркачи во полумаратонот се потенцијални следни тркачи за маратонската трка, бидејќи секогаш бараме предизвик нели повеќе, така да после неколку истрчени полумаратони верувам дека сите ќе се осмелат да се обидат и во маратонската. Може би на начин седи до нас. На некој начин е поврзано сите тоа. Најпрво доаѓаат како публика, па следната година се пријавуваат на 5 километри, па на 21 километар. Еве, Злато очекуваме следната година да биде дел од полумаратонот. Зошто да не Злате? Па дај Боже, некако така, нели се редат работите и нештата. Мене ме интересира на што размислуваш додека трчаш и дали во еден момент почувствува слабост? Па трчаш без слушалки или без слушалки никако, фокусиран сум на темпото и во тој момент мислам само како ќе завршам и ако сум прво место, што да направам за публиката поише да ме сака. Па што ќе направиш? Па ете да ги поздравам. На каков начин ќе ги смислуваш говор додека трчаш? Не говор, али така да искочам позитивен, да не изгледам, да испадам прав спортист. Ги следеше реакциите на луѓето околу патеката и паролите кои што беа напишани? Па
Многу малку, бидејќи сум фокусиран на трката и не сакам да изгубам ни еден дел од секунда. Обично секој има определена криза во тој час на трчање. Ти се случи денеска тоа? Да, тоа е нормална работа во трчањето. Мене ми се случи точно од 16 до 18 километар. Имав 2 километри криза и секако се трудев да не мислам на тоа, дека ќе помине, дека после ова доаѓа насмевка и ќе бидеме сите задоволни, и јас и тренерот и фамилијата и сите, и дека ќе победам на Скопскиот маратон. А кој е твојот главен внатрешен мотив за трчање? Искрено, мојот главен внатрешен мотив е пред се мојот тренер Игор Јакимовски. Тој ја наоѓа мојата енергија, цело време сме заедно, знае што сакам и така. Водиш статистика во однос на резултатите твои постигнати до сегашни, потоа рекордот кој што го имаш. Значи си водиш статистика како си почнал, како напредуваш и што се си направил во изминатите. Колку години трчаш? Трчам само 2 години. Само 2 години? Само 2 години. Па ти си феномен. Ја мислам дека се бар 5, добро. Дарио е релативно млад, има 19,5 години, така да пред него предстои стварно долга кариера. Колку е поразличен полумаратонот од трката на 42 км и 160 метри, ако не се лажам? Па пута 2. Значи, доста има голема разлика. Мислам, еве и Дарио ќе каже како атлетичар кој што има сепак малку искуство, но доста доволно во овие изминати 2-3 години, така да не е едноставно да си стрча 42 км. Ќе пробаш ти следната година 21 па или на штафетната 42 км, бидејќи тука има голем интерес од нашите граѓани. Да. Дарио, пријателе, кој освои Белград, Скопје прво место. Така. Што е следниот предизвик за тебе? Следниот предизвик за мене е да исполнам норма во Полска на Европско првенство до 23 години. Колку треба да ти биде рекордот за нормата? Таму ќе трчам 800 метри. Прв пат ќе трчам 800 метри појака трка и се надевам 1 минута и 48 секунди. На трката на 800 метри. Да. Ето, британецот не знам како се викаше, не ми текне Мо Фарах. Мо Фарах е светскиот рекордер на 800 метри и освојувачот на олимписки медали. Мо Фарах е на 10.000 метри. На 10.000. Така. А кој според тебе е најдобар светски тркач на сите времења? Мо Фарах. Тој? Да. Јас сакав еден трик прашање да поставам, мислам да не кажеш нешто друго. Добро, во секој случај убаво е трчањето. Еве ќе се пријавам на женската трка, па ќе видиме до каде ќе дотркам. Таму почнува. Чувствувавте дека можете пред 11 години да создадете толку убава приказна која што ќе крене на нозе цела држава? Па искрено ви кажам не. Значи ние кога почнавме тогаш почнавме онака ентузијастички, скептично што ќе биде, како ќе напредуваме. Но стварно сега кога се враќам на назад, значи не очекував дека ќе стигнеме до ова ниво до кое што стигнав. Колку сте фокусирани на таа работа на Скопскиот маратон, зборува и тоа што пред емисија ме прашавте дали Вардар ќе игра финале во Лигата на шампионите. Да, значи тотално сум исклучен во овие последни 2 недели, да кажам, од сите случувања во државата на секое поле, така да бара стварно доста енергија, бидејќи има многу коцки во мозаикот кои што треба да се склопат. Некој пат не се склопуваат сите коцки, па мора да реагирате и така да стварно е исцрпувачка работа на сите што работиме во тимот, но на крај ќе ви кажам дека задоволството е огромно. Кога ќе почне трката, кога ќе видите дека се функционира како што треба, како што сте замислиле, дека тркачите се насмејани, публиката излезе на улиците, така да сето тоа, тој замор, тој стрес што го имате додека организирате ваков настан, потоа го заборавате. И веднаш почнувате да размислувате како сега следната година и што ќе правиме ново следната година. Ако пред 11 години вие сте земале репер од некој град и некоја маратонска трка, сега веројатно Скопје може да биде пример за многу европски градови на кој начин се организира оваа трка. Па сигурно. Кого учевте ви, од кого почнавте? Од кого учевме? Па морам да кажам дека учевме од Прага, од Пражкиот маратон, бидејќи таму има еден македонец, Саша Беловски, ќе го поздравам во оваа прилика, кој што работи во Пражкиот маратон
и доста често разменувавме искуство со нив, така да учевме од нив, како што кажав, одиме по разноразни семинари, пратиме што се случува. Јас сум иначе порачен атлетичар, ја познавам атлетиката доста добро, така да и го сакам она што го работам. Мислам дека најважно да го сакате тоа што го работите, мислам дека успехот нема да изостане. На ова ниво сега не е срамно ниту да прашаме дали можеме да црпиме искуства или дел од мозаикот на славните маратони во, не знам, Берлин, Бостон, Њу Јорк. Па секако дека можеме да црпиме, бидејќи сигурно и они размислуваат како да одат понапред, бидејќи таму има голема конкуренција во тие големи маратони, секој гледа да биде што подобар, да има што повеќе тркачи, така да тоа е еден процес кој што сите мора да го следат. Дарио, ти си поттик со само 19 години за многу млади луѓе кои што ќе почнат да се занимаваат со трчање, ама во последните 2-3 години луѓето навистина се занимаваат со трчање. Маратонот не е само трчање, доволно е да излеземе на кеј и да видиме колку луѓе на тој начин го живеат животот. Така, јас секогаш кажувам едно, еден тренинг со само половина час трчање ви го менува цел ден, а повеќе трчање може да ви го сменат целиот живот. Како на мене и сите останати што трчаме. Повтори им го на гледачите ова во камера. Така, еден ден само може да ви го, еден ден трчање може да ви го смени целиот ден и да се чувствувате прекрасно, а повеќе трчања може да ви го смени целиот живот. Ете, ако тоа го зборува шампионот во полумаратонската трка во Белград и во Скопје, тогаш направете го, луѓе, тоа. Одвојте барем половина час од денот за нема ни 5 километри за мене, ама ќе се чувствуваме посеќа. Да, во секој случај трчањето е добро и може да си го приошти буквално. Секој така што ете, се повеќе луѓе трчаат и кај нас и верувам дека ќе се зголеми бројот и рапидно ќе расте и во иднина. Како ја доживуваш конкуренцијата, кажеме? Ајде малку пак да се навратиме на трката. За денешната трка во Македонија? Па и за денешната, затоа што таа не е актуелна се уште. Така, буквално првите тројца што бевме, тие ми се блиски другари. Заедно тренираме и ми се пейсмейкери. Голем поздрав до нив и тие доста ми помогна на тренинзите. Атанас Анчевски и Милош Ранчич, вториот и третиот. До колку километрите те следеа? Или ги следеше? Па не ме следеат оваа трка. И избега на старт. За самиот старт со пријателите од Кенија. Па добро, ништо без пријателите од Кенија. Значи не си имал ниту пейсмейкери на денешната трка? На денес не. На кој начин источно африканците го доживуваат Скопје и овој маратон? Бидејќи рака на срце тие се најатрактивните надпреварувачи. Па добро, тие доаѓаат овдека да си ја завршат работата. Мислам, тоа ми е на сите јасно да ги соберат наградите. Но си одат со позитивни искуства, се задоволни од гостопримливоста која што им ја даваме и тие се тркачи кои што значи живеат од ова, значи заработуваат преку маратонското трчање. Беше незадоволен победникот во машка конкуренција бидејќи не успеа за не знам 30 на секунди да го собори рекордот и да освои поголема парична награда. Мислам дека не, затоа што тоа се случува, мислам, на сите трки, дека не можете оно што ќе го планирате да го исполните. Сепак наградата не е и така лоша, мислам дека треба да проверам, но некои 3500 евра ќе земе победникот. За во Белград знаеме дека наградата беше парична, 250 евра, колку може. И плюс 200 евра за рекорд на стаза. 1 час и 10 минути беше рекордот, бидејќи ова нова стаза, нова траса што се трча, и плюс 250 евра. 450 евра вкупно. Има време за одмор или веќе од утре повторно си во погон, повторно си на стаза, повторно трчаш? Само утре имам одмор и после пак се враќаме на тренинзите. Колку време во неделата си посветен на тренинзите? Не, во денот, колку часа одвојуваш? Во денот имам секој ден по 2 тренинга, освен недела имам само еден. 2 тренинга наутро рано? Во колку часот стануваш да трчаш? Станувам во 7 часот наутро, зависи како сме слободни со тренерот, договараме тренинг. Од сабајле е полесен, поручек ми е
појакиот тренинг и така секој ден и секој ден. А што е со исхраната? Например, стануваш во, веројатно половина час порано, пред нели да отидеш на трчање, што е дозволено да се јаде? Па така, од сабајле пред тренинг зимам полесна храна, као што житарици, такви работи. Јаглено хидрати, полесна храна, да се чувствуваме полесно на тренингот. Јадам 2,5 часа пред тренинг. После 2,5 часа, значи кога стануваш? Во 5? Не, во 4,5? Не, во 7 станувам. Да, во 7. Па нели од 7 вие тренингот? Не, 7 сабајле станувам. И од тога започнува денот. Фактички јас тренирам по целиот ден. И храната ми е тренинг, и одморот ми е тренинг. Така. Кире, бидејќи велите, ние овој маратон го создаваме, го работиме цела година, предпоставувам дека нема многу време одмори за вас кои што сте дел од организацијата и кои што треба да ги контролирате сите работи кои што ќе се случуваат на 7 мај, можеби 2018 година. Па се уште маратонот е завршен, денеска заврши, но за нас не е завршен, бидејќи се следуваат оние административни работи и други некои технички детали кои што треба да се средат после трката. Така да веќе ќе почнеме да размислуваме и за следната година. Мораме да почнеме да ја промовираме трката за следната година. Тоа е најважно, бидејќи, како што кажав, има голема конкуренција во светот на маратонското трчање, има голем број на трки и таа маса на тркачи мора некако да ја привлечете да дојде кај нас. Така да ние нема да имаме многу време за одмор, исто како Дарио. Можеби ќе имаме некој ден-два за опуштање и полека ќе почнеме да се спремаме за следната година, да ги планираме сите оние активности. Ви благодарам што создадовте прекрасна приказна која што се надеваме дека ќе трае. Ти посакувам да направиш норма, да обезбедиш за трката на 800 метри, бидејќи тоа е твојот прв предизвик кој што следува. Ке речев Кометал Ѓорче Петров. Вардар против Гер, 17:45. Вардар, се разбира. Така е. Сега ги слушаме и гледаме најновите промени на фудбалските терени и резултатите од македонската прва лига со Бранко Илиевски, кој што ќе биде и озвучен за некоја секунда. Знаеме дека Вардар, доколку слави победа, ќе водеше со 2:0 против Македонија Ѓорче Петров, ќе слави шампионската титула, односно ќе одбрани шампионската титула. Силекс губеше против Работнички 0:1 во Кратово, во надпреварот 32-иот круг. Тоа е исклучително важен дуел во Кратово, на кој што Работнички, доколку победи, доколку освои 3 бода, ќе биде многу близко до пласман во европските купови, до Лигата на Европа. Шкендија водеше на домашен терен против Брегалница со 1:0. Тоа беа резултати од пред 20 на минути, најновите ќе ги слушнеме за кратко, и тоа што нас не радува е дека Горан Пандев постигна погодок против неговиот поранешен тим, против Интер. Не се радуваше на погодокот кој му донесе победа на Дженова, 3 бода и веројатно сигурен обстанок во италијанската серија А. Палермо, без Илија Несторовски во составот, кој што е повреден, не успеа да се радува на бод и во ова коло. Александар Трајковски беше на клупата за резервни фудбалери. Тоа се најбитните моменти кога се во прашање македонските фудбалски интернационалци и надпреварите кои што ги следевме во серија А. Реков, подсетувам, Шкупи победа 1:1, Шкендија Брегалница 1:0. Во надпреварите од македонското првенство, Вардар Македонија Ѓорче Петров веќе е 4:0, тоа значи дека Вардар и дефинитивно денеска ќе ја слави одбраната на шампионската титула. Силекс Работнички 0:1 и Пелистер Ренова 2:0 завршив дел од работата на Бранко Илиевски. Благодарам, Злате, се надевам ќе имаш поголема улога веќе во следната емисија. Ќе ги видим уште еднаш резултатите од домашното фудбалско првенство, како што напомена пред малку ти, се вклучивме и во живо во Кратово. Таму е најинтересниот меч што се однесува до борбата за Европа лигата. Силекс Работнички 0:1, со овој резултат Работнички прави голем чекор напред. Шкупи победа 1:1, Шкендија Брегалница 1:0, Вардар веќе е старонов шампион со овие 4:0 и Пелистер Ренова 2:0.
Во шпанското фудбалско првенство Алавес Атлетик Билбао 1-0, Валенсија Осасуна 3-0, 71-та минута е во тек. Депортиво Ла Коруња и Еспањол играат од 18:30, Малага Селта Виго 20:45. Интересно. 0-0 Ливерпул Саутемптон 45-та минута на дербито Арсенал Манчестер Юнајтед и таму е без голови. Во Англија немаше голови, еден куп голови во Италија, дури 10 на мечот Лацио Самдорија кој заврши со резултат неверојатен 7-3, 1-1 Удинезе Аталанта, Емполи Болоња 3-1, Пескара Кротоне 0-1, Сасуоло Фиорентина 2-2, Дженова Интер 1-0, напомена Злате со голот на Горан Пандев. Не се радуваше кога го постигна голот, затоа што Интер е неговиот поранешен клуб. Киево Палермо 1-1, Милан и Рома играат вечерва од 20:45. Што се однесува до германската Бундеслига, 0-0 на мечот Хамбургер Мајнц, а по 16 минути игра Фрајбург и Шалке имаат исто така почетни 0:0 и во Франција 3 меча, Рен Монпелје 1-0, Лион изненадувачки губи пред крајот на првиот дел од Нант со 0-1, Олимпик Марсејница играат од 21 часот. Ете, тука некаде би привршиле. Злате, мислам дека и овие 3 часа бе исполнети со многу спорт и со забава. Едноставно очекуваме добар резултат од Будимпешта. Навивајте за Вардар, благодариме што бевте во Индирект. Така, ви благодарам за вниманието и се гледаме идната недела. Довидување.